Секогаш кога се обидувам да објаснам одреден настан од ова време-невреме низ кое минуваме, редовно ми доаѓа да укажам на едноставниот факт дека целата милениумска историја е историја на универзалниот робовладетелски систем. Поминав долго време во истражување на податоците кои укажуваат на ваквото сознание, а исто така потрошив многу време и простор овде објаснувајќи дека тој систем е во постојано себе унапредување. За таа цел направив 4 видеа, кои сега се склопени во една целина, а сепак знам дека ова е work in progress. Ниту е откриено се за системот, ниту тоа може да биде направено во така мал и ограничувачки формат. И покрај сиот вложен труд, свесен сум дека тоа не е музика за сечи уши. Многу ми е јасно дека и покрај огромниот број на цитати и укажување на податоци и докази кои стојат на виделина, а моето истражување само укажува на нив, сепак постои опозиција на моите ставови. Имањето спротивставени ставови е најдоброто нешто што може да се случи на една отворена и креативна дискусија. Никој не е информиран за се и никој не го поседува апсолутното знаење. Затоа, дополнителен пар очи кои гледаат на истиот проблем секогаш е добре дојден, дури и во нивната најкритичка форма. Сепак, за жал, опозицијата на моите ставови доаѓа најчесто од системски ботови, најчесто на социјалните мрежи, каде овие видеа се споделуваат. Најчесто, без да се изгледа или изанализира содржината, и речиси редовно се во формат на негација на насловот на видеото. Редовно во форма на проста реченица. Ричард Бах, во својот алегоричен роман Галеб од Џонатан Ливингстон, укажува на постоењето на два типа на галеби. Најголемиот број спаѓа во првата група на галеби, кои седат во групи на брегот на морето и од време на време прават кратки летови до водата, каде што можат да уловат риба за храна, и брзо се враќаат назад кон брегот за да спокојно ја јадат уловената храна. Брегот на кој се наоѓа огромното мнозинство на галеби е алегорија за нашето општество и улогата на поединецот во него. А ако не сте се запрашале досега за суштината на општеството како што го познаваме, тоа се сведува на 3 работи: храна, прокреација и верност кон системот. Овој концепт е одлично опишан во малата алегориска книга Галеб од Џонатан Ливингстон, која можете да ја прочитате во еден здив, зашто има помалку од 100 страници. Во неја исто така се зборува за она малцинство од галеби, кои нормално се метафора за нас луѓето, кои наместо да ја следат оваа тројна формула за сигурен живот, се посветуваат на уметноста на летањето. Летањето, особено долгото летање на големи височини, не е вродено на галебите, затоа е потребно учење. Во еден од описите на летовите на Џонатан е содржана сета суштина на оваа книга. Парафразирано, додека леташе во висините, Џонатан беше гладен, сам и среќен. Кога наместо да ја следат логиката на стадото и да извршуваат се безпоговорно, како еден вид на свесни послушни домашни животни, одредени поединци почнуваат да го истражуваат сопствениот потенцијал, интелектуален, ментален, духовен, секаков. Почнуваат да ја восприемаат сопствената вистинска природа, а вистинската природа на човекот не може да се сведе на овие 3 работи поврзани со голото биолошко опстојување. За жал, огромното мнозинство е заробено во измамничката игра на системот, кој ветува сигурност, удобност и заштита во замена на апсолутна покорност. За остварување на ова системот си има направено мас-медиуми, поп-култура, економски и политички систем и религија. Сиве овие компоненти на системот функционираат во спротивна насока од оно за што природно би требало да постојат. Така мас-медиумите се креатори на светогледот и ако за нешто не се зборува во тие мас-медиуми, исто како да не постои. Благо речено, нивната улога е пропаганда, а не информирање. Поп-културата е културолошки анестетик за масите, површинска и најчесто бескорисна содржина во форма на бесмислени холивудски филмови, кратки песни со бајата содржина и во поново време социјални мрежи кои малтене се гладиаторски арени на денешницата.
каде мноштвото се масакрира за забава на елитите. Економскиот систем е систем на универзален грабеж на масите, додека политичкиот театар кој е димна завеса која ни оневозможува да ги видиме вистинските владетели. Религијата може би е сублимат на сите овие заедно, односно изборот е еден. Ако сме послушни, можеме да му служиме спокојно. Ако не сме послушни, следува казна, а самата казна е да не направи послушни. Се вртиме во круг, како куче што си ја гризе опашката. Социјалното ткиво е под огромен притисок. Под тој притисок се цеди есенцијата на човековата природа. А за да исцедите одредена есенција, секогаш ви е потребен многу основен производ, за да добиете малку есенција. Од прилика, соодносот е 9:1. Тој 1% се тие свесни индивидуи кои ги истражуваат потенцијалите за летање, како Джонатан. Другите 9, за жал, се оние кои веруваат во системот. Ми се чини дека двигател за овие луѓе е конформизмот и мрзата како карактерна особина. Благодарение на ова, системот нема проблем да ги наметне како единствени вредности, идеите дека луѓе од типот на Кардашијани можат да бидат синоним за убавина, дека само Рокфелери и Ротшилди можат да бидат богати, дека спасители можат да бидат Меркел, Путин или Трамп, и дека директна линија со Господ имаат папата и патриархот. Оваа земја на која постоиме е богата и постојано дава изобилие на разновидности. Човекот е обдарен со интелект и креативна способност, а моментот на технолошки развој денес е дојден до точка во која се наметнува една едноставна, но истовремено и застрашувачка дилема. Дали новата технологија, роботиката и вештачката интелигенција ќе бидат искористени за конечно поробување на човештвото во еден трансхуманистички систем, каде човекот ќе биде само биолошки роб на машината, или пак ќе создадеме ново општество во кое високо развиената технологија конечно ќе го ослободи човештвото од потребата за работа. И секој поединец ќе се посвети на креативен труд во онаа област во која поседува најголем талент. За првото не мора голем напор. Доволно е да продолжиме по старо, препуштајќи 1% да има превласт на 99% од човештвото. За второто е потребна радикална промена во свеста. За почеток, ве поканувам да ги истражуваме можностите за летање. Како Джонатан, макар гладни, макар исмејани, макар неразбрани. Таму на висините, задоволството на летот не може да се замени со ниедна гарантирана порција сигурен оброк. Таму на висините, од време на време се наидува на некој исто така осамен влюбеник во летањето. Тогаш сваќаме дека не сме сами. Постскриптум. Легендата вели дека кога бил веќе врзан на кладата, чешкиот проповедник, филозоф и идеолог на чешката реформација, Јан Хус, забележал една постара жена која со мака, но со религиозна посветеност туркала еден трупец кон кладата. Тој го свртел погледот кон небото и извикал: "О санкта симпличита!" Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.